Здраво, Овни, добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде ноември за вас. Продолжуваме како и досега, не менуваме ништо, зборуваме за овните ноември, но генерални се ова пораки, значи зборуваме за многу од вас. Не може сите овни исто да го поминете месецов, се што ќе биде кажано да важи за сите. Значи, обидете се пораката што сака да дојде до вас, пораката што е за вас да си ја препознаете. Заследете на, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, тоа многу ни значи. А сега да видиме што носи ноември. Со многу овни, ноември ќе биде многу активен месец, многу активен. Буквално целиот месец активности ве очекуваат. Некои од вас, некои кои на нешто работат, нешто прават, нешто се случува. Ова се случувало, не е почнато во ноември, туку почнато е од пред ноември, од неодамна, може и од многу одамна. Тоа вие знаете. Но сите вие кои го правите тоа нешто, а сте го правеле сами, во еден момент може би сте одлучиле да вклучите и некој друг. Сега, ние зборуваме за нешто големо, може би зборуваме за некој проект, зборуваме за нешто што ги правите. Меѓутоа, понекогаш може да значат и многу мали нешта, многу мали работи. Значи, може само се зборови, може сте чувале нешто за себе, па после сте одлучиле да споделите со друг. Значи, од најмалите можности имајте ги во предвид до најголемите. Ние само ќе зборуваме за енергијата, а нештата како се случуваат, тоа вие го знаете. Големината на нештата и полето во кое се случува, тоа само вие го знаете. И, значи сте работеле на нешто и сте одлучиле, а тоа нешто вие сами го можете и само сами го можете. Тоа одлично вам ви оди. И сте одлучиле да вметнете, да вклучите уште некој друг. Или пак може се ваши некои таленти, способности, ваша некоја идеја, проект на кој иновативен, нешто ново, нешто кое не може другите да го направат, нешто на кое вие самите работевте, па сте одлучиле да го покажете на друг. Овие нешта се случувале и се случуваат можеби во ноември, но можно и да се случиле веќе. И сега, што се случува? Сега вие во ноември, вие чувствувате дека нешто овде се случува со човекот, со личноста, со нештово со кое сте го споделиле. Вие чувствувате дека нечии намери овде не се добри. Може би некој сака ова нешто да го пренесе некаде другде. Може би овој сака да ви го одземе. Ако е нешто, да речеме, некоја идеја нова, нешто иновативно, некој план кој само вие го смисливте, вие го знаете, сака да ви го земе, да си го препише за себе. Таква е таа енергија. Значи, на тој начин. И вие го насетувате тоа. Вие овој месец сте многу интуитивни, и не само интуитивни, туку и многу истражувате. Сакате да откриете какви се намерите на тој човек, таа личност. Може би ќе почнете и да истражувате, да прашувате други луѓе, или да барате знаци некакви, или да добивате некакви пораки, некакви комуникации со други луѓе, за да откриете каков е тој човек, што прави тој човек, дали ова нешто ваше сака да го преземе или да го пренесе некаде, или да го открие, или нешто такво. Значи, имате работа со таков човек, кој вие доброволно го вклучивте. Не дојде само нигде никаде. Но, што е овде добро? Овде е добро што моќта да нештата се сменат, ја нема никој друг освен вие самите. Што значи? Никаква моќ не може да има благодарение на вас, затоа што сте, кажав, интуитивни, способни да препознаете и способни да откриете.
И токму тоа ќе го направите во ноември, ќе го разоткриете, ќе ги откриете сите нешта што сака да ги направи и работите ќе ги смените сосема во друг. Сосема ќе ги промените нештата. Она што сакаше да ви го направи, тоа вие ќе му го направите. Не знам што значи тоа, но тоа е таа енергија. Она што сакаше да ви го смести, тоа вие ќе му го направите. Знаете, има една наша стара изрека, со свој камен по глава. Токму така ќе се чувствува тој човек на крајот од сите овие нешта. Кога ќе заврши сето ова, токму така ќе се чувствува. Дека си се удрил со свој камен по глава. Она што сакаше да ви го направи вам, ќе му го направите вие нему. Кажав, само вие ја имате моќта да раководите со нештово, да го изнесете нештово, да го направите, затоа што тоа е ваша идеја, тоа беше ваш проект и никој не може да го одземе, но ова во ноември ќе се случува. Ќе го откриете вие тоа и кажав, ќе ги смените нештата токму онака како што сакаше да тој човек да се случат, вие ќе му ги направите, нему да му се случат. За некого оваа порака е нешто, некому ќе му значи, можеби на другите не има смисла, затоа за сите вас што не има смисла, не е порака за вас, отфрлете. И можеби во некои моменти ќе ви биде криво, ќе ви биде тешко, ќе ви биде жал, потрошивте може и доста време со оваа личност, со овој човек, потрошивте, може оддадовте премногу тајни, може му откривте премногу му откривте во сето ова. И сега малку ви е криво, што не ви е криво толку многу што му откривте или што му покажавте, колку што ви е криво зошто мораше така да се случи, зошто овој човек, оваа ситуација, оваа личност мораше така да имаше такви намери, имаше такви чувства. Вашите не беа такви, вашите беа многу поинакви, попозитивни. Но незините не беа и тоа вам ви паѓа тешко. Зошто воопшто мора и да заврши, можеби ќе мора и да заврши таа комуникација, тоа пријателство, тоа партнерство, таа блискост, тоа ќе мора да заврши и можеби тука ќе ви биде малку повеќе жал и криво отколку за тоа што толку многу откривте и оддадовте и подаривте и знаење, талент, мудрости, тајни, што и да се. Но крајот секогаш крајот во оваа ситуација е позитивен и добар само за вас. И тоа е на крајот на криштата она што е важно и тоа е тоа што ќе ве расположи на крајот. Некои други овој месец енергијата која ќе преовладува во ноември ќе биде енергија на нешто вам ви недостига. Имате вие некаква тага околу нешто во мислите и во чувствата. Не физички, туку во мислите и во чувствата. Па за некои па и физички е, да. Но имате вие некаква тага по нешто. Вам нешто ви недостига. Ви недостига некој човек. Ви недостига некоја блискост со човекот. Ви недостига можеби па и присуството на некого. Но најмногу ви недостига домот. Претежно, месецов ќе преовладува таа некоја енергија. Вам ви недостига топлината на домот, топлината на некој човек, блискоста со некој човек што ја имавте и ви недостига таа ситуација, ви недостига. Вие сте сега можеби физички на друга локација, можеби сте далеку од домот, како и да е, кај вас се јавуваат тие чувства на носталгија, на тага по нешто што постоело во минатото и таква некоја енергија. Она каде сте сега не ви се допаѓа затоа што вам ви недостигаат некои работи од минатото или од домот или од некоја личност. Други од вас
Може би некои овни се разведувате и сега се оние договори каде ќе одат децата, со кого ќе живеат, може би договори вие што ги правите самите, може би судски одлуки кои се носат, меѓутоа како и да е, ова ќе донесе големи промени, нормално, не може после тоа да биде ништо исто, големи промени, меѓутоа вие треба да внимавате овните, затоа што во сето ова може би се кријат некакви тајни, некакви лица со маски, овде јас гледам лица кои едно зборуваат, друго прават, затоа вие треба да бидете многу внимателни, нешто сакаат да ви одземат, нешто сакаат да ви сокријат, нешто сакаат да ве измамат. Значи вие што се пронаѓате во ова, треба многу да внимавате со луѓето со кои сте обкружени, затоа што тука некој не ви мисли баш најдобро. Други од вас пак, некои други од вас, треба да внимавате со кого се судирате во ноември. Значи може да се судрите со некои поголеми луѓе, помоќни од вас, и сите вие кои ќе решите да се судрите со такви луѓе, сега треба да знаете дека се поголеми и помоќни од вас. Значи тие што ќе се судрите со такви, ќе треба да знаете дека овие големи и моќни луѓе нема да бидат со скрстени раце, туку ќе прават некои нешта, ќе направат некои работи, а она што ќе го направат е вам нешто да ви одземат. Нешто ваше или нешто на кое се надевавте дека ќе го добиете, може да ви го одземат. Затоа бидете внимателни со кого се судирате и имајте на ум со какви ресурси располагате, моќи, можности, состојби за прво пред да се судрите со било кој. И драги овни, тоа би било тоа за сега. Се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!